На нивниот колега Ферати бараат да запрат коментарите, бидејќи според нив работел по закон. И судскиот совет најави одлука по увидот во предметот на судијата Ферати, кој пресуди 2 години казна за возачот кој на пешачки премиња прегази 22 годишната Теодора. Има ли и каква е одлуката? Во овие вести дознаваме од колегата Зоран Јаневски. Зоран, кои се информациите од судскиот совет? Да, судскиот совет денес излезе соопштение по направената анализа на судскиот предмет во Тетово, каде што на почетокот од оваа работна недела судијата Ферати досуди 2 години казна затвора за возачот Пајазити, кој удри со автомобил на пешачки премин во 22 годишна девојка која потоа почина. Според соопштението кое што го објавија од судскиот совет, не може да се препознае дека ова судско тело ќе постапува во однос на така донесената пресуда. Тие само хронолошки ги наведуваат сите настани кои што се случувале во односа на водењето на овој судски предмет и на крајот заклучуваат дека судијата не можел да оди со повисока казна, бидејќи тоа го било забрането со законот за кривична постапка, каде што е применето начелото менување на полош, односно има забрана за менување на полошо. На ист став се и колеги дека токму заради оваа забрана за менување на полошо, нивниот колега немала право да досуди повисока затворска казна од она што претходно ја утврдил апелациониот суд, откако била донесена првостепената пресуда во трајање од 3,5 години затвор. Меѓутоа, по жалба на обвинетиот, апелациониот суд во Гостивар одлучил да ја намали оваа казна. Деталите има во прилогот приложение. Судскиот совет нема став за 2-годишната затворска казна изречена од судијата Елведин Ферати. Ја завршиле анализата на предметот, но во своето соопштение само редоследно пренесуваат како се одвивал целиот судски случај кој заврши со 2-годишна затворска казна за обвинетиот Пајазити, кој на пешачки премин удри во 22-годишната тетовчанка Теодора. Појаснуваат дека построга казна не можела да биде досудена заради одлуките на апелациониот и Врховниот суд. Намалување на претходната казна од 3,5 години побарало обвинителството. Против пресудата на Основниот суд Тетово од 30 ноември 2023, жалба до апелациониот суд Гостивар изјавил обвинетиот. Судот одржал јавна седница на која јавниот обвинител од Вишото јавно обвинителство Гостивар предложил делумно да се уважи жалбата на обвинетиот на начин што на обвинетиот ќе му изрече поблага кривична санкција. Од судски појаснуваат дека 2-годишната затворска казна се уште не е правосилна, па секоја интервенција може да се смета како притисок. Во меѓувреме, во одбрана на судијата Ферати застанаа неговите колеги од Тетовскиот суд. Појаснуваат дека обвинителството го гонело возачот за кривично дело од небрежност. Повисокиот суд му ја намалил казната, а Врховниот предметот го вратил на ново судење. Токму одлуката на Врховниот суд оневозможила построга казна за обвинетиот Пајазити. Судијата во повторената постапка обвинетиот го осудил со максимална дозволена казна затвор, имајќи ја во предвид забраната за менување на полошо. Поради тоа апелираме до сите чинители во општеството да се воздржат од неоправдани коментари и да не се користи оваа пресуда за неосновани напади и јавен линч на судиите кои постапувале во конкретниот предмет. Семејството на починатата Теодора се заблагодари за поддршката од премиерот кој побара судскиот совет да го анализира случајот. 2-годишната затворска казна за возачот ја сметаат за срамна и скандалозна, а како што велат се сомневали и во корупција. Како семејство имаме сомнеж дека позади оваа пресуда стојат политика, мито и корупција. Ние силно и натаму ќе се бориме за правда за Теодора. Исто така, јавно сакаме да прашаме зошто иницијативата како кој е следен немаат покажано никаков интерес за нашиот случај, а само наводно се борат против трулиот и корумпиран систем. Судијата Елведин Ферати во понеделникот ја изрече 2-годишната затворска казна за Менсур Пајазити, кој пред 3 години на пешачки во Тетово удри во 22-годишната Теодора. При изрекување на пресудата рече дека возачот признал вина, изразил жалење, а до тогаш и не бил осудуван. Зоран Јаневски, Сител телевизија.